Продолжуваме со Студио 10, како што најавивме, тука е гостен вице-премиерот за европски интеграции, господинот Никола Димитров. Добро утро, господине Димитров. Добро утро и вам и на гледачите. Имаме, ми се чини, најава за можна нова политичка констелација кај источниот сосед во Бугарија. Таму победи партијата или коалицијата Промените продолжуваат сосема изненадувачки на овие избори. Таа партија стана прва политичка сила во Бугарија, но се чини дека добиваме и еден нов политички говор од лидерите на таа партија, Кирил Петков и Асен Василев, особено за Македонија. Тие велат дека треба промена на политиката кон Македонија. Дали ова не дава надеж дека можеби е можно да се направи некаков пробив во проблемот со Бугарија? Да, во основа се надевам дека набрзо ќе имаме соговорник во смисла на политичка влада кај комшиите. Изјавата на господинот Петков е охрабрува и на некој начин е многу реална. И мислам дека треба да биде поздравена. Соседи сме, треба да сме блиски, треба да се разбираме. Нашето достоинство тие да го почитуваат, нивното достоинство ние да го почитуваме. Има фактори плюс и фактори минус од аспект на шансата на некој начин што е пред нас. Проблемот трае веќе 2 години. Односите се изместија од рамката на договорот за пријателство, добро соседство и соработка. И мислам дека е крајно време и од македонска и од бугарска страна да се обидеме да ги вратиме односите кон добро. На страната на плюс е влогот. Влогот е огромен. И за македонско-бугарското пријателство, бидејќи на некој начин сегашната политика на уцена, на блокада, на вето, не оддалечува, не сближува. Истовремено ја блокира Европската Унија и политиките на Европската Унија кон Западниот Балкан, кој што не е во една добра кондиција. Европската приказна бледнее и се појавуваат тензии. Советот за надворешни работи на Европската Унија разговараше сега скоро, вчера, завчера околу ова. Пред се дебатата беше фокусирана на состојбите во Босна и Херцеговина. Бидејќи драстичноста на македонската европска приказна е највисока, ние бевме тие што го решивме големиот проблем, ние сме тие што без разлика на сите наши мани добиваме позитивни оценки во однос на состојбите со нашата демократија, со нашата слобода, слободата на медиумите и така натаму и така натаму. Ние сме тие што имаат дури и повисоки оценки во првиот кластер, каде што е сршта на европските вредности и од земјите кои што се со години во преговори. Ако кај нас Европската Унија не може да испорача, тогаш лоша е пораката за целиот регион. Бидејќи долго време ова се привлекува, ние имаме одлука на ЕУ со консензус од март минатата година, веќе 20 месеци помина, Европската Унија не може да си ја спроведе сопствената одлука. Сето ова го прави влогот многу голем. Мислам дека интересот и вниманието расте и во Вашингтон, бидејќи во крупната слика ова е еден проблем ова е една порака што прави проблеми, не решава. Ако нема потврда и признание за нас, многу тешко ќе биде да се решаваат останатите проблеми во регионот. И води кон дестабилизација наспроти стабилизација, води назад наспроти напред. Значи, големиот плюс е влогот. Јас се надевам дека и во Бугарија и кај нас малку треба односот да го смениме.
не можеме да градиме пријателство и да бидеме блиски ако се гледаме како противници. Ако гледаме што повеќе ние да добиеме од оваја. Има една шанса во таа смисла. Сега има многу малку време. Прашањето многу се дигна, многу се крена. Многу јавни пораки и така натаму. Многу условно. А нашето искуство од преговори, за жал имаме искуство со тешки прашања и преговори и решенија и така натаму, вели дека колку повеќе зборувате во јавност, толку помалку вложувате во вистинските преговори на масата. Во најделикатните преговори околу Преспанскиот договор, во финалната фаза, освен крупните работи, не излегуваа многу детали во јавност. Фокусот беше, вниманието беше на масата. Да, но господине Димитров, ми се чини дека за разлика од Преспанскиот договор, овој спор со Бугарија е прилично покомплициран. Многу на тоа го кажуваат и поради идентитетската нишка на спорот, но не само поради тоа, поради ова што го зборувате, поради условите кои Бугарија цело време ги испорачува. Се чини дека со Грција беше јасно што бара грчката држава, што им пречи. Потоа, нели, Преспанскиот договор ги реши сите финеси, но главното прашање беше јасно што бара Грција. Со Бугарија веќе, мислам, почнавме, нели, од историјата, сега дојдовме веќе до бугари во устав, до дискриминација на бугари во земјава. Имаше еден период кога вие, министерот Османи и премиерот Заев, кажувавте дека ние навистина не знаеме што бара Бугарија. Тоа беше навистина еден збунувачки период со сите тие пораки што доаѓаат. И сега повторно сме во таква некоја фаза после најновите изјави на председателот Радев. Знаеме ли еве сега конкретно што би требало да се договориме со Бугарија? Што тие точно бараат? Добро е прашањето. Факт е дека иницирајќи нови прашања или ставајќи фокус, акцент на едно наспроти друго, дали се историските прашања, дали е почитување на правата на сите македонски граѓани, вклучувајќи ги тие што се чувствуваат како етнички бугари. Пописот беше споменат во неколку наврати. Затоа мислам дека е важно ова да стане јасно. Исто така е важно сето ова да се одвива во едни издржани меѓународно правни рамки. Факт е дека македонскиот идентитет, македонскиот јазик не е прашање за друга држава или за друг народ. Тоа е прашање за нашата држава и прашање за македонскиот народ. Факт е исто така дека предлог преговарачката рамка, која што излезе од комисијата и тоа што се уште е на масата во Брисел, треба да го почитува овој принцип. Бидејќи тоа прашање не е ни за Европската унија. Нашиот јазик, македонскиот јазик, треба да биде третиран како и секој друг европски јазик во онаа техничка формулација, додека не влеземе во членство, треба да имаме доволен број преведувачи за македонски јазик и треба европското законодавство, нешто на што СЕП интензивно работи во последниот период, десетици илјади страни се преведуваат, се авторизираат и така натаму, се усогласува терминологијата, треба да биде на македонски јазик. Исто така, нас ни е многу важно нашиот напредок кон Европската унија да зависи од исполнувањето на критериумите. Како се бориме против корупцијата, колку ни е независно судството, колку ни се слободни медиумите. Нашиот напредок кон Европската унија не може да зависи од нешто што не може државата или владата да го контролира, а тоа е работата на историчарите. И сите, значи, мора прашањата да ги поставим во јасни рамки. Имаме меѓународно право, имаме европска пракса, имаме Лисабонски договор и така натаму. Во билатералните односи ние почнавме еден зрел и комплексен процес
низ кои што поминале и други европски држави, можеби можеме од нив и да научиме нешто. Германија и Франција, Германија и Полска, Германија и Чешка, Литванија и Полска, кога бев последниот пат во Вилнус, на широко ми елаборираа дека имале проблеми и предизвици во делот на историјата, меѓутоа нашле начин за стратешки прашања да соработуваат денес, да ги развиваат односите, а ова го оставиле на општеството да го... И идејата на договорот за пријателство беше токму тоа. Почна се почувствува релаксација во атмосферата во билатералните односи. Мислам дека почна да паѓаат стереотипите. Зборувате сега? Пред да се измести односот. Пред да се измести, да. Пред октомври 2019 година. Да. Јас мислам дека бројот на поминување на границата драстично се зголеми, трговијата се качи, и мислам дека мора... Зборувате после подпишувањето на договорот за добрососедство. На договорот. Договорот беше механизам како овие прашања да се надминат. За тоа треба политичка храброст и мудрост на наша страна, ама треба политичка храброст и мудрост и на бугарска страна. Мене ова не ми е парола, јас длабоко верувам дека сегашната констелација и ваквата политика кон нас од Софија е против македонско-бугарското пријателство. И ако Бугарија има интерес за зближување, тогаш ова вето е и антибугарско вето. Не само антимакедонско и не само пречка во однос на политиките на ЕУ кон Балканот. Ние имаме автентичен изворен интерес како држава да имаме голем пријател во Софија. Меѓутоа, тоа што го очекуваме за возврат е многу елементарно и тоа ни следува. Почит и достоинствени решенија за овие прашања што се иницираат. Јасно е дека ќе има обид, јасно е дека нема многу време. Сигналите што ги добиваме во последно време зборуваат дека обидот пред се ќе биде фокусиран на следниот месец, декември, но и јануари не се исклучува како можност за пробив конечно да ги почнеме пристапните преговори со Европската унија. Не е само декември тој датум, таа временска рамка која очекуваме за евентуален пробив. Бидејќи цело време се спомнува само декември. Декември е крајот на словенечкото председателство, еден вид финале. Словенија е земја што многу има стратешки интерес да го мрдне регионот кон Европската унија. Потоа презема Франција. Во текот на француското председателство имаме и председателски избори на пролет во Париз. Меѓутоа, ако преференцата е декември, од неколку главни градови во Европа слушам дека и јануари сепак останува како можност да се успее, што ни дава можеби малку повеќе време, иако мислам дека треба да не биде фокусот на декември. Да, кога зборуваме за ова што го велите вие дека ќе има обид да се направи пробив, многу мина цело време полагаат надеж во тој меѓународен интерес за целата ситуација, да не кажам притисок. Освен Европската унија се збори за зголемениот интерес на Соединетите Американски држави за прашањето. Тие, мислам, недвосмислено тоа го кажуваат. И преку Стејт департментот ги кажа пораките колку е важно да се реши тој спор. Не е тоа спорно. Но излезе една неофицијална информација, ја објави еден медиум од Албанија или од Косово, не знам точно, кој што вели дека францускиот претседател Макрон исто така издал наредба на сите француски дипломатски представништва силно да се ангажираат да се направи пробив по ова прашање. Многу мина ја толкуваат на тој начин и посетата на Марк Руте во еден невообичаен тајминг, бидејќи кај нас само се одржаа локални избори, дојде тука, дека и тој дошол да пренесе некаква порека. И ден пред гласање. Да, ден пред гласање. Беше и во Албанија. Недоверба кон владата. Кон владата, беше и во Албанија и во Македонија. Значи, така се направи една приказна дека земјава добила некаква порака, дека
треба отприлика да се обстои на овој курс и дека во декември ќе се добие датум. Дали е навистина така? Посетата, еден по еден можеби да Да. почнеме. Посетата на холандскиот премиер беше на некој начин договорена или најавена кога се видовме во Амстердам и заедно гледавме фудбалски надпревар, што за жал го изгубивме, меѓутоа имавме одлична игра. Тогаш премиерот Руте рече, мислам дека е добро да дојдам, да дадам сигнал на поддршка токму поради реномето на Холандија, дека е една од најстриктните земји членки на ЕУ во однос на исполнување на условите. Сега, тој е премиер, се разбира е зафатен, денот беше определен доста одамна, се погоди така како што се погоди, што не ја менува неговата порака. Неговата порака беше време е да почнете преговори и ние сметаме дека целосно ги исполнивте сите услови, време е сега ние да испорачаме кон вас. Што значи тоа? Бидејќи ние цело време чекаме да испорачаат, нели? Така е. Самата комисија во извештајот вели, ако не успееме со Северна Македонија, нашата Македонија и Албанија, нема да ни веруваат. Со други зборови, нели кредибилитетот на ЕУ е во прашање, со други зборови, граѓаните, луѓето на Балканот, во Западниот Балкан, нема да ни веруваат кога ќе им испраќаме пораки, кога ќе носиме одлуки и така натаму и така натаму. Во Брдо имавме речиси 1 час состанок, председателот Радев, премиерот Заев со председателот Макрон и канцеларката Меркел. Тоа исто така кажува на кое ниво е дигнато прашањето во Европа. И таму и канцеларката Меркел и председателот Макрон се обидоа да помогнат, да турнат на некој начин кон решение и пробив конечно да се почнат тие пристапни преговори. Од Вашингтон слушаме слични пораки. Дека е крајно време, дека е многу важно за Европа, дека е нив им е важно, дека е важно за стабилноста на целиот регион и така натаму и така натаму. Контекстот е таков, нас јасно е дека ни треба разбирачка со Бугарија. Меѓутоа и ние и Бугарија имаме пријатели и партнери што ни се важни и тие велат дека и во наш интерес е ова прашање да се надмине. Ние сакаме понекогаш во анализа да ги симплифицираме работите и така натаму. Тоа што ќе се реши во Вашингтон не секогаш се спроведува во сите делови на светот. Или во Брисел, или во други центри на моќта. Малку по-сложено на некој начин се тркала светот. Сега, тоа во секој случај не значи дека треба ова да не бидеме благодарни на ваква поддршка, на подигнување на прашањето толку високо, дури и во бриселските институции. Председателот на Европскиот совет Шарл Мишел, ова го става високо во неговите надворешно политички приоритети. Конечно да се почнат пристапните преговори. Сега, ние, како држава, како нација, мислам дека имаме одговорност да се обидеме оваа шанса да ја изиграме на најдобар можен начин за вистински да успееме. Сега скоро имаше една анкета на БИПАК. Насекаде во регионот е висока поддршката за европската иднина, кај нас е, ако не се лажам, негде 76% по нивните истражувања. Долги години се обидувавме да влеземе во НАТО, конечно успеавме. Крајно време е да почнеме да го почнеме европскиот пат и формално. Иако ние сме во една солидна фаза со подготовките за членство и така натаму, самата Европска комисија тоа го констатира. Значи, како држава, ние имаме одговорност и должност да видиме дали можеме оваа шанса да ја искористиме. Да видиме дали можеме да најдеме разбирање со Софија дека ова е шанса и за македонско-бугарското пријателство. Оти и Бугарија е дел од овој регион. Во поширока смисла на зборот.
И што ќе се случува кај нас, како што нас ни влијаат случувањата кај нашите соседи, така и случувањата кај нас влијаат на Бугарија. Мислам дека иднината треба да не биде заедничка во смисла на ќе седиме на една маса во Европската Унија, така како што седиме на една маса во НАТО. И тука, ако ова успее, за ова да успее, ќе им треба и нив, и нам големо лидерство и визија и мудрост. Не секогаш, во последниве месеци, тоа се чувствуваше. Не може, исто е како меѓу луѓето. Ако јас сакам да ви бидам близок и да ви бидам пријател, ќе се обидам да не го допрам тоа што ви е важно. Не може со уцена да излезе нешто добро. И во македонскиот јазик, и во бугарскиот јазик, и во многу други традиции на Балканот има изрека со сила не бидува убавена. Кога зборуваме за пораките кои се праќа и од македонската влада и од европските представници во однос на македонско-бугарскиот проблем, во последно време многу често се слушаше онаа реченица дека треба да се реши прашањето за во регионот празниот простор да не го превземат трети страни. Никогаш не беше посочено на кои трети страни се мисли, но предпоставам дека сите мислат на исто, на руско-кинеското влијание, предпоставам, нема кое друго да биде, представено и преку можеби некои локални играчи тука во регионот. Кога гледаме што се случува, еве во Босна и Херцеговина, ја спомнавте, тамо веќе НАТО отворено размислува да испрати стабилизацијски сили, значи повторно воени трупи да доаѓаат нови на Балканот. Косовските настани скоро беа насилства на Косово, значи околу нас онака цело време народски кажано игра мечката тука некаде. И кога зборуваме за влијание, предпоставам дека и македонско-бугарскиот спор на некој начин се перцепира можеби така. Таа нестабилност, таа криза на некого му оди во корист. Дали Западот на тој начин го гледа, бидејќи цело време гледам дека зборуваат за важноста на Западниот Балкан, за стабилноста на Западниот Балкан, дали Западот пред се Соединетите Американски држави на тој начин го гледаат проблемот и на тој начин ќе се ангажираат што побрзо да се затвори. Се работи за две земји членки на НАТО, за две земји соседи, ги знаеме сите специфики и важности. Кога победи мирот на Балканот, решението беше ветувањето од Солун. За да има одржлив, долгорочен мир, стабилност и просперитет, европскиот наратив е решението. Сите ќе стануваме подобри демократии, ќе работиме на владењето на правото, ќе тргуваме, ќе бидеме заедно и значењето на границите ќе паѓа. Во мера во која што на крајот нема да има граници. Како што нема граница денес, да речеме, меѓу Белгија и Холандија во контекст на Шенген договорот. Бидејќи оваа визија подзастана, нема доволно чекори, нема доволно конкретни резултати, нема доволно напредок. Скепсата дека е ова возможно почна да расте. И кај државите и владите во регионот, меѓутоа уште поважно кај граѓаните. И ако ја нема таа визија, што не врзува уште сите нас, тогаш ќе има политички сили кои ќе играат со алтернативни визии. Одеднаш границите ќе станат поважни. Многу често политичари од тој профил користат граници токму како главен политички наратив. Па зборуваме за големи држави или поголеми држави, а не можете да имате поголеми држави, а да останат границите исти. Мора да има некој кој што ќе стане помал. И така натаму, и така натаму. Нашиот регион, како желба, сака да оди кон запад. Ние географски сме обкружени со земји членки на Европската Унија.
И во таа смисла, јас секогаш се обидувам посебно на старите членки на Европската Унија да им илустрирам графички дека ако Европската Унија е куќа, Западниот Балкан е една соба во таа куќа и тоа не е ни на границата, бидејќи сме обкружени со земји членки. Не е добро за таа куќа ако оваа соба работи на друг начин. Ако не е дел од куќниот ред во целата куќа. И овој геополитички аргумент, токму поради случувањата, некако почна да се користи дури и кај земји кои процесот на пристапување го гледаа стриктно низ критериумите. Например, како Холандија. Ако Европската Унија има амбиција да биде глобален фактор, да биде фактор за решение на прашања што се вон европскиот континент, тогаш мора да докаже дека прво може да биде локален фактор. И токму овој регион нашиот регион е полето каде Европската Унија може да покаже дека е фактор и дека може да ги смени работите кон подобро. За жал, Европската Унија не е држава, функционира тешко, одлуките ги носи со консензус и затоа често знае да биде бавна, иако има една огромна машинерија, има одлична администрација, економски джинје, заедничкиот пазар и така натаму. Меѓутоа, доволно е една земја членка за да се покаже, за да се потврли. И има проблем со ефикасноста некогаш. Тука е проблемот денес со ова што ни го прави нам Бугарија. Искрено мислам дека си го прави и себе си, ако вистина има желба да ни биде блиска и да ни биде голем пријател. Јас 2-3 пати јавно сум ги споменал зборовите на покојниот председател Желје Желјев, кој што прв ја призна независноста. Тој вели најмудро што Бугарија може да прави во однос на тогаш Македонија е секогаш да биде од помош и секогаш да дава поддршка и тоа безусловна. Само така ние мислам дека ќе стигнеме таму каде што би можеле да бидеме и со оглед на историјата и со оглед на еднината. Тоа е сега пак повторно зборуваме на некој начин за огромниот влог што го има Европската Унија и се прекршува токму на нашиот успех или на нашиот неуспех. Во референдумското прашање, да бидеме сосема честни кон македонските граѓани, кон јавноста. Врз основа на најавите и ветувањата на Европската Унија, нашиот наратив беше ќе го решиме овој проблем, ќе го поддржиме Преспанскиот договор, ќе се зачлениме во НАТО, нешто што се заврши, и ќе почнеме пристапни преговори со Европската Унија. Тој наратив не е комплетиран и тоа ветување не е исполнето кон македонските граѓани, бидејќи Европската Унија не го исполни кон нас како кон држава. Да, затоа зборуваме цело време за тој кредибилитет. И затоа ова треба да се затвори и затоа зборуваме а од друга страна договорот беше поздравен како голем триумф на европската дипломатија, како најголем чекор на Балканот после Дејтонскиот договор, и така натаму, и така натаму. Ајде малку да видиме што се случува кај нас. Во однос на последните случувања после локалните избори, оставката на премиерот Заев, се случи и она изненадувачка најава од страна на опозицијата за создавање на ново парламентарно мнозинство. Во однос на политичката реторика која се користеше од владеачките СДСМ и ДУИ за тоа ново владеачко мнозинство, цело време се употребуваше анти-НАТО, анти-ЕУ коалиција која треба земјава да ја застрани од вистинскиот пат. Таму навистина има една партија, Левица, која отворено се декларира за тие случувања. Тоа не е ништо спорно. Тие се и против Преспанскиот договор, против Рамковниот договор, против членството во НАТО. ВМРО ДПМН, од друга страна, формално не е против тие процеси, освен што вела дека Преспанскиот договор е штетен, дека не е добар.
Последните пораки на партијата е дека тоа е реалност, но не отстапуваат од тоа дека доколку можат би го смениле. Јас сакам да ве прашам, дали мислите дека навистина доколку се случи промена на таква политичка констелација во земјава, дека би можело да дојде до застранување од евроатлантските вредности, особено што сега веќе сме членка на НАТО? Ние имавме локални избори и на некој начин процесите на кои што сме сведоци и некои од нас учесници ги надминаа рамките на локалните избори, очигледно. Локални избори би требало да се за локални теми, се разбира влијае општата атмосфера. Од европските лидери со кои што бев во контакт овој период, бидејќи изразија загриженост. Многу од европските лидери, делумно и од регионот. Во однос за што? За оставката на премиерот или за ново мнозинство? Во однос на... знаете, таму се разбира, низ нивната призма, нема една или друга партија или едно име наспроти друго име. Во смисла на преференца. Се разбира, има политички фамилии, има лични, меѓутоа од аспект на стратегија и државна призма, нив ги интересира континуитетот. И предвидливоста и стабилноста. Ке продолжиме ли ние да одиме по патот по кој што сме тргнале, или ке фатиме некоја кривина? Тука беше главната грижа и главно имаше една и зачуденост би рекол и совет дека локалните избори граѓаните ги користат за да покажат со прст, да пратат една јасна порака и треба да се третираат како такви. Се случи што се случи, да не навлегувам многу во тоа. И ние сега имаме една комплексна политичка ситуација. Во тек се разговори, овие денови се работи на зголемување на мнозинството во парламентот, што мислам дека ќе биде добра основа за оваа политичка влада да биде целосно посветена на овој обид што следи, за прашањето за кој што разговаравме, да се надминат маќите со Бугарија и конечно да почне пристапниот процес со Европската Унија. Тоа е контекстот со кој што сега се соочуваме. Легитимно е, се разбира, опозицијата да сака да ја сруши владата, да сака да стане влада. Тоа е демократијата. Со тоа што со оглед на учеството на левица, во мнозинството што испадна дека не е мнозинство, за рушење на владата, има сили кои што се хетерогени, кои што не можат да работат заедно, бидејќи имаат многу спротивни постулати. На крупни прашања се разликуваат. И ние сега имаме една ситуација каде обидот да се сруши владата не успеа, а знаејќи дека обидот да се направи влада со тие сили е невозможен. Ние имавме и дел од партиите кои што учествуваа во тој обид во четвртокот, велеа дека ова е за ова, а ние во никој случај нема да градиме мнозинство со сили кои што се против НАТО, кои што се крајно проблематични за меѓуетничките односи, дури отвараат и прашања за повлекување на признавањето на еден од нашите соседи, за Косово и така натаму и така натаму. Значи, истовремено во однос на ВМРО ДПМН, тука мислам дека има легитимни прашалници во однос на дали има суштина зад декларациите, зад зборовите. Ние имавме не така одамна протести организирани од таа опозицијска партија во однос на нападот на собранието. Таа партија неретко се поставува при носење на битни закони во делот на правосудството
на страната на неказнивоста. Нас клучни критериуми за ЕУ напредокот не беа да има одговорност и за високите случаи, посебно за случаите на кои што работеше поранешното специјално јавно обвинителство. Исто, ако се поставите кон Преспанскиот договор така, на грчката страна ќе се најдат политички сили што ќе се постават слично. И тие ќе сакаат поинаква комбинација на елементите. Веднаш дојдоа некакви сигнали, некакви пораки. Дојдоа пораки, да. Значи, тоа беше компромис кој што ги заштити македонските интереси и го покри тоа што беше најважно за Грција, да има дистинкција меѓу нашата и нивната Македонија. А нам ни беше важно придавката кон името Македонија да не влијае на тоа кои сме, дека сме македонци кои зборуваат македонски јазик. И сега кодот МКД, пред некој ден, сите гледавме фудбал, таму пишуваше МКД, предходно пишуваше ФИР. И сега да не одам назад во таа во тој разговор околу Преспанскиот договор, меѓутоа ваков однос кон ова прашање подигнува прашалници во многу европски главни градови и во Вашингтон. Што ќе биде? Дали можеме да се потпреме на таа опозицијска партија дека ќе оди во истиот правец? Јас уште лично, ако ме прашувате, не сум уверен дека политичката трка, мегдан, надпревар, е надпревар кој може подобро и побрзо во истиот правец. Со оглед на ова што го споменав. Позицијата во однос на одговорноста, позицијата во однос на Преспанскиот договор, позицијата во однос на тој ден што тогашниот американски представник, Хојтије, го нарече најцрниот ден за македонската демократија од независноста. И ако немате тука јасна позиција, се разбира дека ќе има прашалници и непредвидливост каде ќе терате доколку би биле вие влада. Да. Во однос на функционирањето на владата остануваат неколку непознаници. Една е секако дадената оставка на премиерот Заев. Ќе видиме тоа, за сега е очигледно дека е одложена, но на колку време и до кога ќе видиме. Сега тука има неколку анализи. Една е веќе и она што отворено доаѓаат информации дека таа влада ќе доживее како и да продолжи да функционира и доколку продолжи, доколку сега се создаде парламентарно мнозинство кој ќе ја поддржува, дека ќе има некаква реконструкција во таа влада, дали целосна, дали замена на некои места без формална реконструкција ќе видиме. Но тоа е веќе повеќе од известно, значи се поставуваат две прашања. Кој ќе биде мандатар на таа влада и промената на тие министерски места? Сакам да ве прашам вас директно, во однос на тие шпекулации околу идниот мандатар, се спомнуваше и вашето име во некои тие колуари, во некои анализи, дека веројатно имате поддршка од меѓународната заедница, па може би биле добар мандатар. Сакам за тоа да ве прашам, дали се гледате на тоа место или во една сосема спротивна логика, во однос на некаква реконструкција, дали се гледате како на некаква промена од вашата позиција, може би? Значи имаме две, а може би статус кво, нели? Во овој обид во процесот на зголемување, се разбира, се работи за политичката партија Алтернатива, лидерот е Африм Гаши, во теке еден процес, кој што се надевам со оглед на тежината на моментот. Ние зборувавме за ЕУ и за Бугарија, меѓутоа тука е и пандемијата, тука е и енергетската криза и така натаму, економската ситуација. Се надевам дека ќе има тука одговорност да се подкрепи владиното мнозинство, да влезе алтернатива. Исто така и со самото тоа ќе значи ќе предизвика и известна реконструкција во владата, веројатно ќе имаат и член, со самото членови и така натаму и така натаму. Мислам дека планот е во контекст на оваа стабилизација во извесен период
мандатар и премиер да биде сегашниот премиер, Зоран Заев. Тоа што моето име беше споменувано е во контекст на ова што го зборувавме и пораките на граѓаните, меѓутоа и пораките на нашите пријатели во светот, во демократскиот свет. Еден вид континуитет во однос на Европа, на европските вредности, на антикорупцијата, на владењето на правото и така натаму и така натаму. Мене имам искуство и со повисоки и со помали должности и не секогаш должноста, титулата сама по себе носи влијание. Мојот мотив за учество во политиката е да пробам да ги сменам работите кон подобро, за тоа ми треба влијание. И функцијата е малку помалку важна од влијанието. И кога сум во влада, и кога не сум во влада, јас сум тука да останам и упорно ќе туркам за да си ги фатиме шансите, ќе си туркам за мојата визија. Мислам дека имаме исклучително тежок пат како нација. Тоа малку создава опасност на себе си да се гледаме како на жртва, како на нема правда. Секогаш сме ние, нели, во најтешката ситуација. Се е за нас нешто посебно. Се е за нас нешто посебно. Бевме втори во регионот кога го почнавме процесот, после Словенија. Дури и признавањето од страна на ЕУ требаше да бидеме заедно со Словенија. Тоа се одложи поради тогашниот проблем со Грција, мислењето на Бадентер. За прв пат да се биде кандидат земја не значеше и веднаш автоматско почнување на пристапни преговори. За прв пат да добиете позитивна препорака да почнете преговори, а не почнавме преговори. Тоа се на наша глава ни се случуваше. Ама мораме да најдеме сили да избегнеме тој менталитет на жртва и да станеме победници. Во голем дел нашата судбина зависи од нас. И мислам дека не сме далеку од денот кога ќе се тркаме во исправец. И после конечно граѓаните ќе го имаат правото да си одлучат и да гласаат за. Се некако мислам дека повеќе гласаат против се уште, отколку што гласаат за. Да имаме еден таков чесен надпревар, ама да трчаме во истиот правец. Да не отвараме прашања кои што се суштински столбови на нашата државност. Охридскиот договор, каде сакаме да одиме? Сакаме да одиме таму, каде што луѓето што дигаат раце, одат заедно со своите семејства, во европски демократии. Да, и за крај, и самиот предмалку спомнавте корупцијата како важна алатка, но и сега го спомнавте гласањето против. Ми се чини дека луѓето најмногу оние гласачи кои се неопределени, кои варираат, кои бараат подобар живот, кои бараат правна држава, најмногу казнуваат баш поради тоа што се незадоволни од процесите, незадоволни се од состојбата со корупцијата. Веројатно има незадоволство и од ова што цело време го зборуваме и со непочнување на преговори со Европската унија, но верувам дека тоа е во втор или во трет план, дека важно е незадоволството од вкупните процеси во државата, пред се од неиспорачувањето на право и правда. Ми се чини дека кој да биде премиер, каква влада и да продолжи, тоа ќе биде главно прашање. Има големо незадоволство и од сегашната актуелна гарнитура во однос на тие прашања. Како тоа да го смениме, бидејќи ми се чини дека никако да мрднеме од мртва точка? Јас сум во една чудна ситуација, бидејќи станувам политичар, или може би станав, а никогаш не сум бил член на ниту една политичка партија, со тоа што бев носител на листата на СДСМ и коалицијата во изборната единица 1 во Скопје, каде победив на минатите
победивме на минатите парламентарни избори. Така што специфична ми е ситуацијата, лично мислам дека после секој изборен циклус мора да правиме чекор кон принципите. Ние имаме за партиските бази, победата на нивната партија во наводници може би значи подобар живот за нив. Луѓето што не се во партиите бараат повеќе принципи. Бараат еднакви шанси. Кога има конкурс и тој што нема никакви релации со тој што е на власт, да има еднакви шанси со тој што е близок со тој на власт, дали во таа институција, во владата и така натаму. Мислам дека мора да најдеме сили политичкиот систем да ни зрее. И колачот што се дели да се намалува со секој следен изборен циклус. Има држави што поминале низ тој процес и тој процес е многу битен и важен. Например, успешен менаџер на јавно предпријатие. Ако јавното предпријатие, компанијата работи добро, да не зависи од избори, да зависи од способност и професионалност. Директор на училиште, директор на болница. Кај нас тоа се менува со избори. Зошто политиката да не ја поместиме малку подалеку или малку повисоко од овие прашања? Така што, ако сакаме напред, јас барем, со мојата една специфична улога, мислам дека партиите треба да бидат за политики и мора малку повеќе принцип. Не може, ако еднава страна под независност на судство подразбира да ставиме што е повеќе судии што се наши во наводници, а другава страна која ќе дојде сака да ги смени тие да стави судии што се нивни, тогаш ништо не сме направили. Ова е еден бескраен круг на жестока политичка битка, речиси на живот или смрт. Ако ја тргнеме политиката од правосудството, и токму затоа се реформите, и реформите одат добро, иако луѓето сакаат побрзи решенија. Луѓето сакаат кај нас легислативната рамка заврши, сега е имплементацијата, пофалени сме, на луѓето тоа им е пребавно. Ама со секој изборен циклус, ако одиме во овој правец, мислам дека ќе бидеме држава со силни институции, каде нема да биде толку важно, особено кога ќе се тркаме во ист правец, кој ќе има должноста да раководи со државата. Да, господине Димитров, ви благодарам за овој разговор и да се надеваме за добри вести во декември или во јануари, како што велите вие. Благодарам на можноста и убав ден и вам и на гледачите. Да, ова беше разговорот со вице-премиерот за европски интеграции Никола Димитров. Одиме со кратка пауза за реклами, потоа продолжуваме со Александар Тортевски од Твоја партија.